Само половина денар го дели дизелот од трицифрена цена, со што во моментов е најскап во последните 3,5 години. Историски највисоката цена беше регистрирана пред 4 години, кога литар достигна 111 денари. Експертите предупредуваат дека секој денар плюс кај дизелот постепено се прелева врз конечните цени на храната, превозот и општите животни трошоци, што дополнително го притиска стандардот на граѓаните, бидејќи тоа е главниот енергенс за товарниот транспорт, јавниот превоз, градежните машини и земјоделието. Дизелот е еден од најупотребуваните продукти, тој неговата примена е најширока, така да како што кажавте, најпогоден е токму транспортниот сектор, бидејќи според некои проценки во транспортниот сектор дизелот учествува со над 40%, така да тој сигурно ќе биде најзатегнат сектор. Ама да не ги заборавиме и другите во земјоделието, прехранбениот сектор, каде што сигурно учествува со меѓу 10 и 20%, така да сигурно ќе се создаде притисок на одголемување на цени. Меѓутоа тоа пред се ќе зависи од колку долго ќе траат овие цени. Еве сега сме на некоја граница психолошка од 100 денари за литар дизел. Ќе зависи дали таа цена ќе биде подолго трајна или не. Доколку наредната недела имаме намалување, тогаш притисоците нема да бидат толку големи. Значи се зависи од време трајањето на состојбата. Она што дополнително загрижува е споредбата со регионот и Европа. Според анализите за периодот од крајот на февруари до крајот на јули годинава, Македонија убедливо се наоѓа на врвот на листата по пораст на цените на дизелот, со скок од дури 42,8%. За споредба во истиот период во соседството и регионот покачувањата се двојно помали. Во Косово дизелот поскапел за 21,3%, во Албанија за 20,3%, Црна Гора за 19,7%, Грција за 18,7%, а во Србија порастот изнесува 15%. Во големите европски економии, како Германија, Франција и Швајцарија, скокот на цената на дизелот во истиот период се движел помеѓу 10 и 12%, што го прави македонскиот процентуален раст најголем меѓу сите анализирани земји. Со најновата одлука на Регулаторната комисија за енергетика, цената на дизелот се искачи на 99,50 денари за литар, додека бензините поевтинија за 2 денари. Еуро Супер 95 се продава за 91 денар, а Еуро Супер 98 за 93 денари. Поради новите ценовни притисоци, владата за оваа недела најави нова анализа на цените, пошто ќе се носи одлука за евентуално воведување на мерки.